Би сакал да кажам здраво од мене. Ја почнуваме новата сезона на Байкер Гараж од оваа емисија. Јас ќе ви бидам водител оваа сезона. Јас сум Боби, или како што ме знаат сите Трта. Со мене гостин ќе биде Ивица Пренџо од клубот Кросбереш од Велес. И би сакал само да ви кажам дека би сакал да ги поздравам и нашите домаќини од Longplay барот, кои што ќе не дружат и они оваа сезона. И најпрво би сакал да го поздравиме нашиот гостин. Здраво, јас сум Ивица од Велес, идам од мотоклубот Носачи на крстот и сум председател на клубот. Се знаеме горе-доле сите, а и верувам и сите што не гледаат дека не знаат. Така да нема потреба да се представуваме нешто посебно. Се знаеме и со години, а и не си ни прв гостин. Сезона. Драго ми е што сум бил до сега повеќе пати тука, се надевам и во иднина дека ќе се дружиме. Сега ќе има сигурно ќе има уште многу дружби и гостувања и сите тие работи. Оваа емисија би сакал малце да ја посветиме на малце поразлично, нели, од она до сега што биле емисиите. Нели, да малце отскокнеме од она класичното возење, патување и тие работи, малце би сакал да се осврнеме на хуманоста, хуманитарните журки, нели, помагањето на други, или како да го кажам, нели, ете. У еден збор, хуманоста, нели, бајкерството поврзано со хуманоста. Вие како клуб сте си доста познати и доста активни на таа тема, што стварно ви се дивам и голем респект од моја страна за таа работа. Па би сакал малце да поразговараме на таа тема, нели. Ај прво имате вие еден настан кој што си го терате не е долго време, ај да кажем, не е многу долго време, ама до сега неколку такви настани направено. Малце поише за тоа да ни кажеш? Па така, значи ние општо како клуб секогаш сме гледале општествената одговорност да биде на високо ниво и да помогнеме таму кај што можеме да помогнеме на повише начини. Например, наше одбележие се крводарителските акции, што ми е многу драго дека станаа масовни. Со текот на годините веќе се 24 поред направени, по 2 се во година. Последната година имавме рекорди и на априлската и на ноемвриската, што значи дека на последната собравме 200, претходно собравме 183, 383 на ниво на година е малте не 10% од вкупните крвни единици во општина Велес. Така да секогаш сакаме повеќе и секогаш се стремиме тоа да биде подобро. Се трудиме колку можеме. Па се гледа и од бројките, од година на година се поише и повеќе луѓе, нели? Па да, баш некој дискутиравме со момци во клуб. Ја гледаме на Проевски, во чест на Проевски крводарителската 234 во Скопје. Сепак Велес е мал град, 200 како бројка кажува многу за тоа. Мислам, не се такмичиме во тој поглед, него едноставно имаме репер, сакаме да одиме повеќе да се качуваме тоа. Баш како тие правиме исто така многу интересни настани кај што готвиме си бил и ти повеќе од него. Тоа сакам да се осврнеме, да. Правиме лепиње, хот-дог, чорби и така натаму. Се дружиме, собираме доста средства, донираме. Тоа како доаѓа на идеја, на пример, некоја фамилија доаѓа кај вас за помош или вие наоѓате фамилија, еве, нели, конкретно за еден настан, како што кога бевме и сега имавте пред неколку дена исто таков настан, нели? Да, Велешко лепиње. Велешко лепиње, да. Конкретно фамилијата или вие ги наоѓате или сосема случајно рендом луѓе или како тоа го правите, нели? Велешко лепиње уствари трет пат поред хуманитарни го правиме за истата фамилија. Тоа беше семејство кое лани изгуби куќата од пожар. И тогаш он има јавно барање кон цела општина, кој може и како може да помогне. Стартувавме одма со Велешко лепиње како идеја, после правевме хот-дог, па сега пак правевме Велешко лепиње и 3 пати правиме последователно за истово семејство. Нели, за да можеме повеќе да помогнеме, а во глобала бараме и ние каде би можело да помогнеме, не можеме секаде и ми е криво за тоа. Јасно е тоа дека не може, ама барем момци од клуб се секој пат војни за работа, секој пат се спремни да помогнат и така натаму и ја поддржуваме сите едногласно поддржуваме идејата, така да со таа екипа што е сега што го организира тоа ми е искрено како председател многу лесно функционира. Така не, ми се свиѓа концептот, да, се надевам ќе продолжи, нели, нема да остане таму. Се дружиме, реално
Па затоа ми се свиѓа затоа што малку се гледаме. Жал ми е што клуб хаусот е помал и не можеме да примеме повеќе луѓе, така да и некој пат и постихино го правиме тоа, заради тоа што колку готини е да објавиме да дојдат луѓе, ако не можам да ги угостам ми е крив. Така да да, ама има друга, гледав минатиот пат кога бев кај вас, ајде да ги кажеме цивили, нели? Што не се моторџи, ги видов доста луѓе што се дел од вашиот живот, не можам да кажам наше пошто во Велес се нели дека сум од Скопје, ама дел од вашиот живот кој што ја живеат при казната со вас, нели? И сакаат да помогнат и доаѓаат. Голем дел ја до сега го немам сретнато така, нели? Ако бајкери, ако кажат бајкери моторџи, голем дел се бајкери, ама кај вас си доаѓаат и нормални луѓе, нели, нормални, обични луѓе кои што сакаат да помогнат сакаат да помогнат, сакаат да се најдат, немаат како, ете на овој начин некако да се издвои да се помогне. Знаеш како ќе го цитирам Балево, Џими од Чапрак вика, еден клуб е толку голем колку што има пријатели. Така, дефинитивно така. Така да имаме пријатели, тие се буквално се наше секојдневие, настрана од моторите се и кога не се оние хуманитарни често не посетуваат во Клабхаус, у глобала се тоа урбани луѓе што сакаат да се дружат, ја поштоваат, ако не друго музиката у клубот што се пушта и така натаму. Океј се, јас сум среќен што ги има, а уште посреќен сум што бројов им расте. Значи, не знам, не препознаваат како идеја им се свиѓа и добро одиме, да не се подречам, одиме стварно добро и ја гледам и посредствата што ги собираме, значи растеме и пак ќе кажам, многу е лесно да го правиме тоа со оваа екипа што имам сега. Значи у клубот се дечкиве се перфекција, секој си го знае својот дел од работата. Секој има свој учинок у сето тоа. Немаме дека еден ја влече работа, не, сите сме исти, сите истото го работиме. Така и треба, што се вика, нели треба и другиве клубови, глупово да го кажам, нели дека треба да учат, ама треба да учат. Клубове во последните 5-6 години знаеш и ти дека доста поактивни се поактивни, ама тој поглед у таа општествена одговорност помагаат. И ако не прават тоа не било каков настан, доволно е што ги поддржуваат останатите. Дефинитивно, ама во секој град секаде има некоја фамилија. Не викам дека пак како што сум довршан од тико што нели рече дека нели не може на секого да помогнеме, ама барем кај што може или секој клуб барем може да одвои. Нажалост. Нели сега пак и неблагодарно е да кажам дека не мора журка да се прави или нешто. Ја би искрено ако се прашувам, нели преби да ги пренамениме средствата и да не се организираат толкави журки, да се помогне на некого. Не се слагам со тебе. Мешано бави жаби. Не се слагам со тебе. Или тоа што е мотособир. Не мислев на средства од мотособирот можеме да ги намениме таму, ако успееме да ги собереме, мада ја не знам вака некој што заработил пари од мотособир, али не мислев на толкава, не мислев на таква журка, нели на летниве да ги кажеме. Нели, ама зимно време наместо се прави да кажеме зимска мотожурка би можело да се направат 2-3 помали, нели? Еве сега да кажам некои клубови, не мора сите. Вие убаво си го терате филмот и супер вие. Ама може некако да се изигра, да се направи, нели да се искористи моментот, ете да се помогне. На тоа го мислев, не мислев на таква побода уствари договоривме дека следната гимкана, додуша следната втората гимкана, лани прв пат правевме дебютиравме. Да, беше и ти како настан гимкана и се покажа многу добар и многу убав настан. И оваа година, ако успееме да го расшириме, а верувам дека ќе успееме ради тоа што да не се лажеме, имаме поддршка буквално од секаде. Никој не ни затворил врата, каде сме тропнале, секогаш било коректно, секогаш било окей. Ако успееме да го расшириме, мислам дека ќе има хуманитарен карактер. Супер би било, мада, нели, Ја верувам у таа идеја. Ја лично верувам многу у таа идеја. Може, ми се допаѓа, нели, пошто бев убава идејата, имаше доста посетеност, се надевам, нели, пак и другиве клубови пошто пред некој ден го правевме муабетов, баш на журка како беше за убитола кај конзулите, го правевме муабетот да се, нели, направи да се врати она што беше ние што го викавме во Скопје чашко бајки или не е битно таа гимкана за да со Огне од две приправивме муабет да го направиме наше интерно првенство. Така, кога викам наше не мислам на МАМ. Мислам на сите клубови. Така е, добро. Добро, да бидам јасен, да не бидам погрешно разбран. Затоа што, нели, има доста млади деца што треба да се обучат, ама тоа ќе биде друга тема, нели, ајде да не го сега. Ама воедно може да се искористи, нели, пошто стално има храна, пијалоци тука воедно, може да се или да се стават кутии за донации, да се помогне на некоја фамилија, пошто ќе има пак, ќе кажам, доста посетители, нели, кои што и воедно можат младите да се научат
да се како да го кажеме обучат ли нели инструкции да им се како да поможа да биде едукативен. Да, ама не само правилно возење, нели и како да бидеш хуман на пат, нели не да Боже да се повредиш, нели не само повреди, нели имало ситуации, јас сум имал ситуации му се дупнала гума, немал како да застануваш, нели и така си хуман. Правиме кај нас на мотособир со Црвен крст, со показна вежба. Истата прави Body Angels. Сакам да префрлам или да повторам на гимканата. Може, пошто тогаш најмногу да биде комплетна. Да, зашто на гимканите имаш најголема концентрација на деца, на помлади возачи со скутери кои што се потенцијални бајкери, да кажеме, со поозбилни мотори, понатака. Ама тоа ако не им го усадиш во главата како помлад или да види барем, да има некакво познавање, после више ветерот за сите ист. Така. Така да убава идеја, убаво све, се надевам дека нели ќе има пак настани, ќе има нели пак ќе организирате. Да, не знам, ќе сега почнавме. Да. Динамични, прогресивни, чисто нескротливи, а најмногу совесни. Застани на страна на моторџиите. Четврток на Bikers Garage. Во живо од Longplay Rock Bar. Да знаете сите моторчи. Ова е 6-та сезона на Bikers Garage. Слушајте не и гледајте не. Горе, на втори во Бисер, во аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Возете со моќност. Мотул. Моторни масла и лубриканти. Мотул. Се движам слободно. Немам потреба од фреквенција. Слушајте bikersgarage.mk. Ќе се надоврзам на едно нешто преска ти што го кажа кај вас во Клабхаусот кога ги правите нели настаните нели хуманитарните, дека доаѓаат нели обични луѓе. Нели би било убаво, нели сега го кажам како байкер, да доаѓаат и да се малце поише да се едуцираат и обичните луѓе, нели да ги ангажираме малце и луѓето што не се од нашата крвна група, да кажам, нели? Така. Да може да некако да бидат посвесни, нели, нели со помош на нашата емисија, нели, со подкастот, нели, со ваша, нели, да доаѓаат што поголем број да гледат, на пример, имаше доста гости на џимканата вие што организиравте, кои би видели и они дека се организира, дека се прави, дека се помага, да бидат малце по-активни, нели, зборам сега луѓе што немаат врска со бајкерството. Така. Види, знаеш како луѓе немаат врска. Дали сте размислувале на таа тема, нели, малце поише, знам дека ваши другари пријатели доаѓаат, ама малку, нели, знаеш како ајде да фатиме од секаде. Прво, тие што немаат врска со бајкерството имаат врска со сообраќајната култура. Така. Ти знаеш дека нас не е примерна деност уствари да башко, нели, клубското движење да имплементираме било каква сообраќајна култура. Секој локално ние имавме дури некои акции со полицијата и така натаму. Ајде да ги повлечеме луѓе, знаеш, правиш хуманитарна било каква организација од хуман карактер, ајде да ги повлечеме луѓе. Не знам, нешто не штима овде. Да, пробувам и се качува бројот на цивили што доаѓаат кај нас. Не викам, не ти го кажав тој претходно. Да, така, се качува, ама некако нешто не штима, нешто ги нема луѓево, а да ми каже некој дека бркаме стереотипови и така натаму, какви се моторџиди и така натаму, мислам таа се више бабени девети приказки за мали деца. Помината тема, да, не е. Нема тоа блага врска дека некој треба да руши стереотипови. Нема, стално го има оној моментот, нели, веќе ставаат они од джеп парите, што има ја да им дам. Мислам, нели, него можам да се замарам кој сака некаде некој организира нешто дома, па да види како се става или како се вади. Не знам како е правилно, заставаш или вадиш од джеп. Али не знам, нешто не штима, нешто не ми е како што треба тој поглед.
За да збориме први сме, ама за да помогнеме. Знаеш како е, не викам ја велешани, секаде ќе шодам, гледам дека е тоа истото се случува. Да, И факт си не тоа. можам да ги разберам луѓево, а во последно време, нажалост, не се трудам да ги разберам. Тоа е тоа, организирам, знам кои ми се пријатели, знам кои ќе ми дојдат, канам, нели, од мотоклубови и така натам. Не знам, мислам дека више немам ни зошто да барам плюс луѓе. Тоа е тоа, едноставно тој што препознал идејава, тој што поддржува идејава, ќе дојде. Така. И скоро беше за некој тие хуманитарните, имав која објавив уствари, кога пуштив најавата, напишав горе како статус дека уствари не донираат тие што имаат пари, донираат тие што имаат срце. Дефинитивно. И стоам за тоа, значи не знам што нешто има трте, нешто не е од тој поглед кој што треба. А дека ние се познаваме конкретно велес индивидуално, така натаму се знаеме, знаат луѓе во кои сме, што сме. Се е окей, ама на крајот не е нешто. Али сепак сум задоволен. Многу е повеќе од тоа што бил. Искрено Многу е кажам, повеќе јаве од тоа што бил. благопријатно изненаден или од она што го видов кај вас, од луѓето нели што Ти дојда кога беше на претходно ходовот? на ходовот. На ходовот, да. На ходовот. Сега не Беше може добро. без Тоа и пречен. сега беше од прилика нешто плюс да имаш. И да имаше 10 души плюс, не нешто. Да, прилика сликата генерална имаш за тоа. Да. Тоа е тоа. Доволно е. Ама што не кошта, Доволно. нели? Што не кошта? Колку ние Што бе, ќе се патот до подружиме, Велес, ќе се си подружиме. изнасмеавме, си изнадруживме, си кажавме, јас да, ајде пак ќе кажам, ние си се гледаме почесто, нели, ама не е битно. Ќе запознаеш нови луѓе, нели, пак ќе кажам од друга страна. Зашо за некој гест што на некого стварно може за мене некого многу 300-500 денари не се многу пари, нели, во моментот, ама тие 500, уште 500 се собираат и ќе помогнат на некој. Нажалост се повеќе и повеќе има потреба од тоа, нажалост. Да, ама ајде ќе се надам дека ќе барем не мора да многу, али на барем убав дел од луѓето што ќе не гледаат, што не слушаат, нели ќе им сметне дека може да се помогнете Може да на се било каков помогне. начин. И не треба Бог знае колку пари за тоа. И не треба идеја е Бог знае добро колку да, труд. да. И идеја е добро да само да се каже идејата, да видиме да се реализира, не мора нели вие наставно така го правите и само тој мора да види. Нека дојде, нека каже кај мене, кај тебе, нели други членови од клуби, имам идеја, вака на овој можеме да му помогнеме, вака да направиме. Сигурно дека Исто беше добро, ја и ти учествувавме кај Јаце, кога правевме казани, тоа беше многу добра идеја. Тоа беше многу Байкер добра Гаш која иницијатива. правеше, да. Многу добро се дружевме, Да. доста да. беше посетено. Да, тогаш имавме од Ја комунитарен, се продолжи собиравме со тоа. јалишта, да, тогаш и не само најалишта, и намеште собиравме, и доста работи, доста се се апелираме да продолжи така да не собира и Нешто правевме спреми муавет казаните, годинава, така, да се да. поработиме малце. Барем еднаш да барем еј ти обожаваме да готвиме. се гледа по нас, нели? Се гледа по нас апсолутно. Ама не, добро, не, стварно идејата беше топ. Само и да ми луѓето- земете телешка чорба, сакам таа да. Да. Прво правите што сакам. Добро да. Ето да Струмиче ќе му остане зелката. Епа сега. Некој нешто. Ама се шалиме, добро. Нема врска. И таа идеја беше многу добра и стварно имаше многу помош, нели, и од црквата имавме помош и од луѓе што помагаат, нели, имавме луѓе кои што индивидуално сакаат да помогнат околу зборам носењето на материјалите за храната да се спреми, имаше нели од клубовите си носеа сами Добро се. за да се носи. Ете, услови имаше какви што имаше, ама се направи стварно многу добар настан и мислам дека ќе барем еднаш во годината ќе може да се направи, само да се најдат услови, пошто сега и многу мотожурки се најавија да ќе мора да се најде време да не сметаме на некого. Календаров расте. Мислам дека секој викенд души има таму. Да. Дека нема слободен викенд. Ама тоа ќе го на у друга тема нели ќе го тоа више мотожурките ни се закажани се више голем дел. Јас сум среќен за тоа што има. Има, добро, гледаме дека више има, нели, растат клубовите, расте све, окей, нели, ама ќе гледаме, нели, да направиме и од другата. Прелива више, со тоа прелива, али Окей, мене ми ќе е се добро. најде, нели, ќе се најде баланс за сите да се испоштуваат, нели, да се среди. Се движам слободно. Немам потреба од фреквенција. Слушајте bikersgarage.mk. Вака се едно народно прашање, нели, пошто сега, бидејќи сега више имаме асоциација, нели, на клубови во Македонија, баш ме интересира на како се движи темата, нели, да се
поразговара со некоја државна институција, нели, од социјално да кажеме, или од некои од тие такви служби кои што се задолжени за помош, нели, или за наоѓање некаква солуција на некои фамилии, дали има разговарано на таа тема, дали има слух од институциите да се помага, да бар да седнат со нас како бајкери, нели, нешто околу тоа, може да ми кажеш? Можам, зашто не можам. Види, мам моментално број 14 клуба, што реално не е ни мала бројка, и секој од тие клубови на ваков или таков начин донира некаде нешто или поддржува било каква хуманитарна организација, и мислам дека 6 или 7 од нив прават и крводарителски акции, така да... Певе сега пред некој ден или No Limit има... Да, No Limit дечките направија во Скопје. Да. Искрено не знам со која бројка помина, али многу ни кажа, битно дека го направиле. Да. Така да, види, индивидуално клубовите на МАМ го работат тоа што го работиме ние. Така. А МАМ, по мене како секретар на МАМ, сметам дека има многу, у овој момент има повеќе приоритети, односно има други приоритети пред ова. Сепак ние сме релативно млада организација. Втора година, како Па да. Така нешто, втора година е. Втора година имаме многу пред нас, да, тоа ни е во план да го направиме и сакаме да разговараме со повеќе институции, се скоро со Борче правевме мове за таа тема. Така. Али сега за сега мислам дека во рете ако ние продолжиме вака како што функционираме сплотено и таа сплотеност ги поттикнува и другите клубови од МАМ што до сега не правеле ништо, да се окуражат и да почнат да прават нешто. Да. Мислам дека првиот чекор е секој од клубовите на МАМ да преземе било каква иницијатива во тој поглед, секој да има сопствена хуманитарна, една или две например, Така. За да може да постигнеме бројки, да ставиме нешто во портофолио, за после тоа да може да разговараме со институции. да бидете поозбилно сватени, види, што се вика. Не сум ја тип што многу сака да преговара со институции и така натаму. Не дека ми сметаат, не сум ја тој тип што сака да го прави тоа, али тоа е добра работа. Треба да се разговара, треба да се направи договор, треба да има поддршка. Пази, поддршка не е само финансиска. Да, не збориме Има милион работи на кои. не, Има и милион луѓе што може да ни помогнат од тие институции и во план сме, да, во план сме и го имаме тоа дискутирано и пред да разговараме сега, го имаме тоа дискутирано. И мислам дека ќе има нешто. Не можам да кажам кога, али за скоро време нешто тоа ќе исплива на површина. Ај вака индивидуално како клубови сте правиле некаде, и сега да не зборам нели со асоциацијата дека нели пошто ај тазе уште нели во подем, нели уште треба да и да учи на грешки и од грешки, нели, и да има многу работни ставки кои што треба допрва да се нели решаваат, пошто Маме сад, нам работи моментално како сад. А како клубови, дали некој од сте правиле, нели, пошто сте правиле хуманитарни, не ти е прва, не си почетник што сика, дали некош знам дека ама дали некош сте седнали да правите муавет, нели, во околината на Велес, нешто да се со некој од наши институции, нели, од Велешките зборам, се не зборам. Види се, од велешки институции, ние како клуб, ја ќе Лично зборам за мојот за индивидуално, ние, кој што ти кажав, и преска ние имаме поддршка од повеќе, например, Црвен крст во Велес, ја не знам како е на друго место, функционира безпрекорно добро. Ние имаме реално помош и од општината. Градоначалникот има слух за секоја наша иницијатива. Човекот не поддржал, види, уствари, и нашата една крводарителска е влезена во 9 ноемвриска, односно за празникот на градот. На градот, да. Така да ние сме во програмата, така да едната и ни е поддржана и луѓето никогаш за ништо не одбиле. Они реално ги познаваат нашите намери, знаат дека што год да ни треба нема да биде злоупотребено, знаат дека што год да направиме ќе има резултат. Фала му на Господ, до сега не сме доживеале некој фијаско, некој дебакл, нешто немало пропусти, и се што сме направиле сме го сработиле вредно и имало резултат. Така да имаме прекрасна соработка со трансфузија од Скопје, дечките се феноменални, брзи, расположени, весели. Црвен крст викам не поддржуваат за се живо и диво и волонтирале кај нас по собири. Така да тоа може да биде до секој град. Тоа може да биде до секој град и верувам дека ради тоа што ги гледам дека
клубови членови на МАМ веќе имаат и они соработка, се повеќе и повеќе има крводарителски, има акции за поддршка финансиска и така натаму. И добар е правецот, мене ми се свија како функционираме. Јас сум задоволен како секретар на МАМ, сум презадоволен од тоа како функционираат клубовите. Не, супер, нема збор за сега, нели? Пак ќе кажам, уште сте тазе, уште нели учите како треба, учите како треба да се оди напред, нели? Не застанувате, тоа е супер. Затоа така и трна мојавето дека ние прво треба да направиме едно наше портофолио пред да разговараме со било кој. Треба да имаме искуство, години и така натаму, за да може да разговараме на таа тема, за да направиме нешто што навистина вреди. Така е. Мада треба и да има и слух од другата страна, нели? Зашто џабе ти правиш портофолии и све, ама сме имали такви ситуации кај што немало слух. Нас никој не одбил. Така да не може да кажам. Затоа и со тебе разговарам, затоа што пропустите, треба да гледат и учат од вас. Тоа што не сме разговарале се уште со никоја од тие институции, зборувам како МАМ, а ние локално како носачи на крстот до сега сме немале никаков проблем. Така. Зашто имавме една лоша ситуација, сега да го спомнам како пример. Имавме една лоша ситуација, мислам не лоша ситуација. Не го кажам како лоша, ама ете да го кажам така, пред сигурно има 14 години нека биде, ајде, правиме со Благоја, со Баже од мотори. Добро. Правиме хуманитарна крводарителска акција во Скопје и дојда, па не можам да ти објаснам, 200-300 мотори дојда, од цела Македонија дојда. Не знам дали ќе се сеќаваш на таа ситуација или дали беше, ама премногу мотори имаше, на плоштад бевме договорени со една од болниците наши да не прими и да не одбија, не држа на 2 сати прво неизвестност, после тоа не одбија со изговор дека сме биле ризична група, сме биле бајкери, сме пиеле алкохол и ако не земеле крв, наводно ќе ни се сложило, ќе сме се утепале. За отпосле да дознаеме дека уствари двете институции кои што требаше да ја земат крвта, се скарале меѓу себе кој да ја земе крвта. И не одбија. Малце ми беше нонсенс, малце беше глупаво. Нели, доаѓаш да си хуман, да направиш нешто, а он ти измислува. После 2 дена направивме мини, нели, крводарителска, како истите луѓе истото све дадовме крв. Еве ги No Limit пред некој ден што ги спомнавме. Сите голем дел, не голем дел, ајде да кажеме, десетина мотори имаше сигурно дојдено. Како може вие кај вас на журка на крводарителската цел клуб дојде со мотори. Збориме сега само ваши, да не зборам, нели. Така, ама мислам изговорот ми беше нонсенс, ама тогаш немаше нели слух, а и друга беше политиката. Сега се надевам дека малце работите се сменети и мислам дека со работа нели на клубовите да Па не знам, еве искрено, например, јас сосем диаметрално спротивно мислење од тебе имам за трансфузија. Ние со трансфузија Не, за трансфузија не реков ништо. Не, они не ги таму глобална трансфузија треба да ти земе крв, ме сваѓаш, они тоа треба да го спроведат, така. Они се врват на се од тоа. Ние со трансфузија сме немале проблем, значи и екипава што иде добро, се знаеме више долги години се дружиме. Екипава е расположена за работа. Докториве се супер, Црвен крст ни се топ како општинска организација Велес. Ја таков проблем сум немал. Не, тоа ми е само едно лошо искуство тогаш, сега дали нив ги фати паника, дека многу луѓе, не знам што, ама пак трте почна пред 15 години, тоа беа, ако се сеќаваш, беа организирани од цела Македонија, трнавме заедно, ние правевме уште во стариот офицерски кај нас Велес. Беше Бени, беше Бади, беше Симо од Sons of Thunderstone, така тргна. Така се почна све. Така се почна све. Онаа бројка што ни е 200, знаеш колку ни е првата? 14. Тоа ние. Ние што сме си биле. Пошто тогаш Така да минимум 14, максимум 200. Не знам. добро. Стварно немам такво искуство и Ама пак ќе кажам, една од работите што нели така. Останала во осеќавање. Дека не ти било така и дека не било ништо од тоа така, него ти кажам дека ја такво искуство немам. Ама еве го гледам, до сега јас немам чуено, освен тоа, нели, што нас ни се деси тогаш, до сега немам слушнал дека некој, ама нели, збориме за Црвен крст, ја немам лош збор од било која единица што се нели збориме по градови и тука и јас соработувам со нив.
немам лош збор, И нели? моето искуство е базирано од 2017 кога стана вајс президент, од тогаш имав прв пат прилика ја да преговарам и да зборувам кога ќе биде крводарителска акција, да правиме датуми и се тоа како ќе изгледа. Од тогаш па наваму зборувам дека проблем Нема. буквално никаков. Напротив, више си очекаме датумов. Ајде, кога ќе биде, што ќе направиме. Не, сега кога бевме у Виница кај Драгонси, истото дечките од Црвен Крст, од Драгонси Реонски таму што и си. гледаме добра бројка има Драгонси, точка да убаво собра, Да. оди ми, мислам. Убаво помина и стварно беше Они се супер. млад клуб и таа бројка за крводарување е Па доста. за колку им една прва година им се. Ајде да кажем официјално прва година им е. Убава бројка направија и дечките од Тој ќе расте сигурно ќе. да, кај нив да. Мислам дека се живи и здрави, нека си го одржат клубот, тоа сигурно ќе им расте. Тоа успехот таму е неминован. Само они да, нели, и да имаат слух од институциите, барем нели и таму исто имаше доста цивили што дојдоа, нели. Стой. Така не се. Кои институции? Зашо институции? Црвен крст таму е, Да. трансфузија таму е, што ти треба да институции? за Не бе така брат, се- ние не даваме крв. Да. Ние не зборев, даваме мислев за социјално, емоционално да се најдат, да се помогне на друго нешто, не зборам за Црвен крст. За крводарителските не, тие се да. Тие се да. Тука ти се Црвен крст, тука ти се трансфузија, ние не даваме крв. Арна е таа институција, едната и другата се супер. Ние не даваме крв, да не се лажеме. Младата популација посебно не дава Да, крв. да. И не дај Боже да им текне на некој да им скинат по 2 дена, што им ги дава. Така. Не ќе ми Зашо- да помислам за бројките. И кога одиме, јас сум над 20 пати крводарител, не гледам нова крв. Нели зборам нова крв како Да, не гледаш млади. нови фаци. Нови фаци, да. Ги гледам тие А знаеш колку нисти, пати можеш да имам? 20. Ти знаеш дека јас сум еден од над 20. малкуте крводарители што не знае колку пати дава крв. Да? И што нема картонче на ден. Браво. Стварно не знам колку пати сум дал крв. Знам дека прв пат давав на 17 години средно. Давав на факултет, не се плаќаше казнено. Искрено. Да, така си, И така си. давав Ја имам 4 регистрирани пати 20. годишно. После тоа почнав да давам по 3, ради тоа што за време на короната ние правевме една крводарителска. Направивме воредна крводарителска, за време на короната нели имаше потреба од крв. Да. И ајде таа да биде воредна више 5-6 години воредна, си ја правиме супер, ни легна, собравме убава бројка, си дававме кураж зашто не можеме да биде втора, ајде нека биде втора. И сега не можам да дам 4 ради тоа што ако дам 4 пати крв на едната од нашите не можам да дам. Не може да така да даш. сега давам преку лето еднаш горе на трансфузија и нашите 2-3 сосем доволни. Па супер. Али супер. нема убаво кажам, нема тие се тие што даваат крв. Веќе и луѓе ги знам, значи го знам суредо, знам кој влева и кој си оди и кој кога ќе дојде дори знам. Така. Барем од нашиот круг, нели и па ќе кажам нели луѓе што си сакаат, ама тие Не се. се институциите, бате, не се, ние сме. И тука Ние сме. на Кокан му беше последно годинава давање На Кокан, у Виница да е Кокан. У Виница А за последно Кокан бевме во заедно, лимит да. правиме. Да. Давам старосна граница. Да. граница И беше прашање, Цар човек. Прашање беше за 2-3 дена дали ќе му дозволат, после ова кај директорот од Црвен крст дали ќе му дозволат, Кокан е да. прекрасен човек. Да, ама добро, супер му се Го исполни, видов знаеш дека како му се даваш. исполни душата за Бевме ние на дружба со нив 2-3 недели пред да се деси тај и каже, слушај, ќе одам таму и таму да давам крв, така ќе ми биде последно као исполнено. Да. Супер, истина, браво. Супер беше со него, беше ситуацијата многу Он е интересна. пример како треба. Да, Значи дај Боже да сме Абе, живи ти и здрави да запалиш даваме сите. кола од што ладно беше не беа некои со мотори. Да запалиш од Скопје да одеш до Виница само нели зборам за види пензионерски денови. Абе немој така поодминати години ќе се лути се. Треба вечер. А вечер ќе го частиме ако не види у кафич. Така да. Тоа е секој респект за него, да, и за останатите, нели не е само он, има и други од нашите што така се од постарата екипа, нели што даваат и даваат, Ќе ќе мора да даваат. прашам, јас сум од постара дали од поновата екипа? Оф, тука си негде. Тука си Есум. негде. У постари или у На понови? граница си. Ја ја поминав границата. Така некија се, речи ние од постарата екипа, и ако гледам, ја од да, ти си од постарата. А претходно седев со битолчани, речи ние младата екипа што сме, ја викам тука се. Абе не можам да кажам, ние се знаеме со години. Јас си се рачунам како постар екипа, не у години Преска го како правевме муабетот, ја и ти се запознавме. Секретаров наш Пепси, Боби, Да.
го правеше моторот редовен сервис у Максима, значи рековме кога година? 2010. 2009-10, тогаш се запознавме со Боби, мислевме дека можеме да појем хамбургер да изедеме од твој каде. Така. Години, ама пак затоа кажам по старата екипа затоа што тие што се дружиме нели подолго време, за сега помладите може и постар да биде нели у години, ама да е понов моторџија, понов клуб или небитно. Тие се за мене понови, да. Помлади уствари. Така ги рачуваме, да не бидеме погрешно разбирање за годините. Да, се смеам. Динамични, прогресивни, чисто нескротливи, а најмногу совесни. Застани на страна на моторџиите. Четврток на Байкерс гараж. Во живо од Лонгплей Рокбар. Да знаете сите моторчи. Ова е 6-та сезона на Байкерс гараж. Слушајте не и гледајте не. Горе, на втори во Бисер, во аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Возете со моќност. Мотул. Моторни масла и лубриканти. Се движам слободно. Немам потреба од фреквенција. Слушајте bikersgarage.mk. Ајде да почнеме, нели, малце да чепнеме малце на темава со младиве сега, нели, помладата генерација. Нели, дали можеме некако да допреме до нив, нели, пошто времињата многу ни се сменија, многу ни е подинамичен животот, многу вредностите се сменија, општо зборам сега како вредности, како живот, нели, како све. Младите ги немаат моралните вредности како ние што сме ги имале, нели. Сега ќе зборам, нели, генерациите наши, нели, и поновиве генерации ги немаат тие морални вредности како ние што сме ги имале, во поглед на тоа што го немаат респектот, го немаат поштованјето, нели, ги немаат тие морални вредности како ние да се општо за све. И дали ние како мотозаедница и како мотодружство, нели, да, можеме да влијаеме некако, барем некако на тој помлад свет, да барем малку од малку се сменат тие работи. Сега зборам, нели, ние домашното воспитување не можеме да го дома си се како што се дома. Ама барем да влијаеме на малку од малку, барем мотокултурата да им се. Пошто гледаме дека и се бесне, и се диве, и се, нели, го нема тој сенс мотори у погрешни раци, тоа. Абе, види, да ти кажам нешто. Прво, ајде ќе кажам за сообраќајната култура. Ние како мам, а и претходно индивидуално, имавме ние доста акции со полицијата од типот носи кацига, биди безбеден, технички исправност на мотори, чак да ние лани имавме и обезбедено некои средства. Кога ги запиравме со полицијата, тие што има прекршок, добива опомена, а тие што беа тотално исправни добиваа награда, дали тоа е спреј за ланец, нешто средство за полирање, за гуми, спреј и така натаму, добиваа награда, као ти си примерен и добиваш награда. Види, ние како моторџи, клубски, индивидуално и така натаму, секогаш сме се бореле за таа сообраќајна култура да биде така како што треба, ради тоа што реално ние сме учесници во сообраќај и нас најмногу ни е стало до тоа да е така. Сега, таа генерација, односно таа група на дечки нови моторџи што ни приоѓаат, што мене многу ме радува, посебно за Велес дека расте, дека има, што ни приоѓаат, на нив можеме да влијаеме. Зошто? Заради тоа што они нас гледаат авторитети, гледаат искуство и така натаму, на нив можеме да влијаеме. А на оние други не, нажалост не можеме да влијаеме и ние сме криви за тоа. Не ние моторџиите, него ние сме криви за тоа што ние сме родители на тие деца и ние ги воспитуваме тие деца. Така да ама си изгуби некако го нема ние како моторџи уствари
сме само добра слика. Ја тоа така сум го разбрал. Зошто? Заради тоа што ни ја, ни ти, ни они, никој никогаш не сме кревале мотори на тркало, никогаш не сме палеле Не гуми, ми се никогаш не сме сега бачеле. Многу гревови направивме, За да. разлика од ова сега што го гледаме, Да. Не, нема такво. свегаш не е типично однесување за нас. Така да они доволно е само да гледаат пример Не се во нас, поштува ништо. како ние функционираме. Ја верувам дека тој лошиот процент на сообраќајни грешки ќе го намалиме. Знам, Правиме ние што можеме, едуцираме ето. И да дечки кај Крумче во гаража, например, кај нас, Так. ќе му кажеш не урле, не прави ова, не прави тоа, не прави, ама а во едното влево, во другото изгледа. Да. Не сваѓаш. Има и оние добри што слушаат и се подобруваат и некако им е помал процентов на тие. Али ме радува што воопшто ги има, порано ги немаше тие. Кој слушав ја бе кога бев дете ништо? Абе, ја имав многу и ситуација кога ме Господ удрија ме чувал, брат, толку. со вестромот кој ме удрија Така. в Избегово. Значи од 30 мотори што помина, еден не застана ме праша, ја крвара на улица доле, еден не застана ме праша. Е, тоа кај Елек не можеш да го видиш. Ме со Елек бев. Не, кај И луѓе Елеци со помина, Елеци Е, помина. тоа не знам. Е, тоа Ама зборам, тоа беше пред многу години, нели? И ми го знаат моторот, ме знаат, нели? Никој не застана да ме праша, освен јас што се јавив на телефон, нашите да дојдат да ме соберат. Нели? Ама тоа беше, пак ќе кажам, моја гледна точка. Сум имал ситуации кај што, нели, се помало е нарели Македонија. знаеш имавме како ние, неубав помаган. ние Велес имаме и знаеш како Велес од секој пат бил град на моторите. Да, дефинитивно. Имаме Тоа, респект. голем поздрав до Вана за ова. Посебно го Па, гледа за за ова. Ваната што се. Не, се шалам. Нема Вана врска, знае час и зашто. час за Ваната човекот има зад него оставил. Така. Зошто треба да е така? Не само он има Да. дузина кога него, ама Си имаме заедничко минато околу таа тема за тоа. добар. Сега да ти кажам, ние посебно како, да речем, како млади моторџи, како млади членови на клуб, ние носиме поголем товар за да го одбраниме тоа дека Велес е град на моторите и треба да се понашаме адекватно и треба да направиме се за тоа да остане така. Така сме го разбрале тоа. Може и да е така. Да. Ние велешаните така си го имаме разбрано. И така, ја имав така. правиме ние, знаеш дека правиме ние дефиле за Караколев во чест на Да. Караколев Да. на денот на околу Богородица беше, ама искрено не го знам точното дата, ама тука Ама тука е некаде. околу Ја се Богородица сеќам дека правиме беше. во чест на Караколев, правиме едно дефиле Дефиле. да го спомнеме човекот ради тоа што Да. ја не знам човек што Не го знае. две тркала некогаш провозила, не го знае кој е Караколев. Така да имаме добра соработка со Симно, со Виктор. Виктор е јако добар дечко, он со кросови се бави повеќе. Некако ги забори вие он-роуд моторите. Отиде на офроуд, али добар бе, супер, и оне моторџи од душа е детето моторџи. Тоа не мора да значи каков мотор возиш, нели? Така бе, така. Тоа си е љубовта си е Нема за таа. тоа, но сега да кажам имаме соработка со него и ни стана више традиција. Годинава доправме и до бентот. Реално беше првата беше многу мала организација и се собравме да речем ние другарите се собравме да го направиме тоа. А годинава имавме троцифрен број на мотори сигурно на дефиле. Така? Да. И беше добро. Супер. Да не ти шпекулирам сега со бројки, искрено никој ни па на дефиле некој пат сум пробал да броам колку мотори имам и така. Ми се свиѓа колоната ми е долга, окей ми. За мене е битно само да нема циркузанти да не ми прават глупости во дефилето. А секогаш Што ги нажалост има, а што да им ги правим? има, Што да, им нема, правим? Ајде, што да им правим? нема, Секоја сум година- пробувал. Знаеш како, секоја година се собираме, ајде да го решиме Собиров. Абе се е подмачкано, секоја што треба. И иде дефилето. И најлоше е Не, бе, домашните. Зборам домашните од градот кај што се, тие Домашните ги од прават градот, проблемите, сите, да. брат, Гостите сите, што ќе брат, дадат сите. од лево десно. Ако ќе видам некој Некој и стално има повреде, некој стално има нешто. да ти кажам добро минеме у последниве 3 години сме немале Така? ексцес. Сме немале ексцес. Абе, Добро минеме. нека остане така, може само на подобро да оди. Нели, ама пак ќе кажам, ќе се најде некоја будала, нели, што ги Се наоѓа, секоја ги има. се наоѓа. Ги има и тоа се најлошо што Але ај децава човек, ќе ги мислам дека разберам, пред нели, децава што се пред да ама. почне дефилето, давам часови по етика, имам таму 5-6 ризични другари што идат, не можеш да му речеш не смееш да возиш, ама се мора ние часови по етика. Немој ова да правиш, немој тоа да правиш, ај молим те вака, ај се намери се, нека заврши ова поли таму што знаеш пре. Мислам глупо ми е дека човек, глупо. ми е. Знам. Истиот муавет Ги, секоја година. ги имам и кај мене, во моје друштво, ја доста се карам за тоа. Ама нема, тоа е адреналинот, е тој Али и слушај, не тука можам. ми е Крумче.
кога капетан, тука ми е Крумче, Он он ги- се бави, Ето тоа е. он ги решава онака бар, пар екселанс. Ти назад. Абе ја им кажувам на мој ве да кажем кога ја Мислам, успеам да Крумче не се решава и смирам, нас, бе. нели? Крумче не решава и нас. Е како Така. председател, брат, сум Шо има изведел да врска- му давам клуч. Не си за возење, давај клучот, еј ти клучот. Му поштувам титулова, му поштувам години, му поштувам искуство, не сум за возење така еј ти. Тоа ќе го спомнам Зоки тате од Мотоскопје, додека бев член на Мотоскопје, тоа така ни правеше. Ке си доеше со маицата и сите клучевите унутра, пред мотожурка, ќе ги заклучи Голдвингот кај него, па ти сакаш не начукај се. Да. Сакаш не. Ете ти Твој шапка проблем. спонтано. Да. Твој проблем. Имаше частни исклучоци си ги зима резервните клучеви, нели, ама паѓале и виделе дека Не е тоа. Зоки не сгрешил, него од искуството тоа. Истото и ја. Доаѓам, знам дека треба да пијам, нели? Шаторот или најди соба, одсписи, врати се. Што Така да, за ова што правиме за младава популација. Младава популација ние ја воспитуваме, да бидеме Да, реални. да. Ние сме родители на тие деца и ние треба да видиме и репертот како треба да се однесуваат. Да, децава се отидени у тотален наут, не знаат кај се наоѓаат, кој што ти реков, многу убави мотори у погрешни раци и така натаму, али конкретно за сообраќајна култура мислам дека е во ред да имплементираме повише емисии, да се договараме на училиштата, оние што Да. не се таргет група што сега почињаат да возат, да се прават презентации. Абе, прост пример, ова Колку толку да можеме да ја кренеме таа сообраќајна култура, а онаа друга наопштадна култура, како ќе ја кренеме, не знам. абе, конкретен да кажам. пример имавме со АЦ. Дали оти ние бајкери немавме пари да се дрогираме, нели, сите парите се Не за имало- алкохол, сите парите се за гуми и Од така секојаш- натаму. од секојаш Не било знам, тоа, може ама не. ние ќе бевме такви, а ти кажам, ние веројатно немавме пари за толку глупости ради тоа што нели секоја пара ти е за бензин, за ауспух, за карики, за ето што беше тоа бе, на тоа пенине на скутери, не мислам дека секој трет ден карики се менјава, нешто не чинеше, живеев кај Крумче, бе. Живеев така, кај бе. Крумче. Абе, Посебно тоа пените како ги заревуевме, абе. Не знам. Абе, да не тресам глупости. чист пример, лани беше која правевме показната вежба. Да. Чист пример имавме лани, правиме байкер гараж показна вежба у кисела вода. Да, знам. Освен ние од организација некои наши другари што дојдаа со моторите, од мештаните нели од тука и тоа реклама направено све означено нели да се дојде намерно наменето за деца, за младата популација, немаше никој. Абе еден да дојдеш. Никој. Пак ќе ти кажам, тоа е од нас, значи треба родител да го донесе таму. Сите шетачи од страна, значи А тоа шетачи се. шетачи со тротинети, Сириджи, а баш беше наменето за електричните тие со тротинети нели. тротинети не ги разбирам. Не, што тоа е. за све бе, имаше обука, показно дојде и полиција, тука дојде и све, направено баш за таа никој бар да праша, нели. Нема. И после кога ќе се деси нели некој немил настан, после му се криви сите, нели. Ама и тој дел нема да можам да го разберам никогаш. Нели? Да, и кога не ставаат сите во исти кош, вие моторџиите, не. Да, Не ние моторџиите. има разлика. Така не. Има разлика. Само со тоа не се слагам, со тој стереотип. Мислам дека се друго е поминато, ама тој стереотип мислам дека вие моторџиите, не ние моторџиите. И не дека мора да се носи елек, нели? Клупски да биде. Не, зашто мора да моторџија, носиш нели, не, елек, ја да. познавам Така. байкери никогаш не биле членови Не, на клуб, нели. биле испаднале А едноставно. некои не види. заслужуваат ни да го А, имаат на сообраќајна, не па. Клубот е една ствар, Така си е. А тоа што го бајкерска шу- душа е друга ствар. Така. значи не секој байкер е скроен да носи елек. Така. И не Дефинитивно секој што носи елек, нажалост е байкер. И Пошто тоа у последно држимо да. време, да не бидам јас сега тој што знае да критикува и така натаму, гледам дека се прави да се допре до елек, батове, не си ти за елек. Ти не си за намотор прво, не за елек. Тоа не Да. значи тешки бој. Да, баш така. Затоа е, да, Не за мене. да, баш затоа е тешки Тешко бој. ме гледа. Да. Така да- Зашто носи одговорност, тоа што се носи нели елекот Елекот е одговорност и не е елекот за карактер, ебанција, не да. можеме да се разбереме Да. со елекот е карактер. Ама нели пак некои го злоупотребуваат сето тоа не е само кај нас, тоа секаде у свет го има, нели не е дека ние ќе го Јасно, измислиле тоа, јасно. секаде Лупа ќе го има го тоа. решиме Да, тој и тоа проблем. не може да се реши, да, дефинитивно. Така да малце Тоа повеќе е и филтр друга по тема е, да. што се привира. Да, па затоа го имаш ти оној За проспект да останеме, моментот, да. види, за ние да останеме
пример во општеството, како што тежнееме да бидеме, мора да имаме филтер кого примаме. Така да затоа тие две теми ги спојуваме. Мора да знаеме кого примаме за да бидеме пример. Ако ние се исчоручиме на кого ќе бидеме ние пример. Ами тоа треба да се покажи на малите, нели на младите. Јас имав исто ситуација. Сега ајде више таа генерација сега се више повозрастни, тогаш беа деца со скутери доаѓаа со нас по журки. Дечки се сега веќе возрастни, голем дел од нив се и со фамилија и со све. И во тој период кога они доаѓаа со скутери по журки по другиве градови, значи дечките има љубов, желба со било каков мотор да дојдат некаде. И ја ностоп ги пратев. Ако бев член на клуб, остава све јас по нив. Како они така и ја по нив. Ако поголем мотор нели све, ама на нив им беше поубаво, нели да видат дека некој член на клуб со нив е да ги едуцира, да и ја ги гледав како возат, нели да им кажеш кај грешат и сето тоа. За на крај да дојде еден член од клубот да ми каже дека имам клубска опомена, дека ја не сум возел со клубот. Зашто? А јас се пробам да ги учам, да ги едуцирам младите, нели како треба на автопат да се однесуваат. Ја заправеа грешка со пеески возеа, ама барем им давав некаков правец. Нели, ќе го видам, ќе го искарам, ќе му кажам не бе, не вака напред. Денеска сите од нив еве ги барем од таа екипа со мене што одеа, сите деца возат спортски мотори и сите возат со кацига, што е многу редок пример во Скопје да видиш таков. А другата половина возат спортски мотори, не носат кацига и многу на мафија ги тера кои да тоа посебно ми смешно кој гледа многу на мафија ги тера. Многу на мафија ги тера. Тие не ги ама барем овие деца, нели сега деца, не се деца, па ќе кажам возрастни се сега, нели голем дел од нив и деца имаат. Ама се многу помали од мене. Не знам, многу бело, многу мафија, многу брзи мотори. Епа, да, и скапи мотори. Ама тоа е више, нели, индивидуален избор, нели, ама барем да не прават проблеми или да, ако ништо друго, барем да се дружат со курскот. Абе, ја чуручат мотосцената, нема за прекараш. За жал да, не. Пробуваме некако. Знаеш колку пати сум го зборил и ова, и џабе. Не мислам на голем дел, некој голем дел и влие позитивно. Се додека не почнеме мотосовирите да ги правиме со покана, ќе биде така. Јас сум поборник мотосовири да се прават со покани, да. Па нека не бидат бројниши. Може така. И не мора да значи, нели? Не, зашто влегуваме во МС, мислам. Па ќе си бидат членови на клубови, нели? Ја не сум повикан да зборувам за МС правилата, ни па се осеќам спремен за таа работа. Али ја како МК клуб вајде имам било какво легитимно право да си поканам луѓе на мотосовири, едноставно не сега не бидат сите. Да, знам дека голем дел од МС-то го прават тоа и го почитувам. Ја види, ние иако сме МК клуб, ние имаме доста слични ставки во статут како многу МС клубови. Зборувам светски МС клубови, наши МС клубови, не дека сум копирал од некој статут, него гледам дека доста правила ги имаме и тоа е индивидуално право, час и чест за нив. Ние сме тотално друга група на мотоклубови. Да, и други видувања. Да, со други видувања за разлика од МС-то. Имаме други цели, али у глобала се сакаме едни со други. Главната работа ја имаме, ме разбираш, главната работа не врзува, моторот не врзува, со нив и го имаме меѓусебниот респект. Многу пријатели од МС клубовите што супер се луѓето, исто и од МК клубовите. Не ги делам на МС и МК, тоа сега ти кажам. Мислам дека сум у таа доба у моторџиство, у клубскиот живот, кој што стварно више почев да гледам луѓето, а не елеците. Не знам тоа зашто е така, али почев више да ги гледам луѓето. Значи не ми значи кој елек го носиш и дали си МС, МК, МГ и така натаму, почев да ги гледам луѓето. Ме интересираат луѓето, со кого општам, со кого си правам муавет, со кого делам пат и така натаму. Со кого сум у група, поише тоа ме интересира. Порано ги гледав, морам да кажам дека ги гледав. Знаев точно зошто МС, зошто МК и така натаму. И до ден денеска знам зошто припаѓам во МК. Да, истото и јас сум, истото и јас. Гледаш кај ти одговара, како ти одговара, што сега ти кажав, не сум више од таа доба кој што Да, ма сега нели постарите сме, сега ние нели посозреаните сме. Посозреаните ги гледаш, да. Луѓе мене ми е многу драго трта што ја 5-16 години го правам више ова, не е многу, не е ни малку.
Ама Како 5-16 не е години период, ми е драго бе? што имам пријатели, што ги гледам редовно за викенд, више 5-16 години, драго ми е што се тука, имаат уште И живи волја. неповредени. Да, имаат уште волја, имаат уште желба за возење, уште правиме муавет, кај ќе се возиме, што ќе се возиме. Драго ми е дека ете поминало време, ја почнав дете, знаеш ти дека бев дете рано, не разбиравме ништо. Да, Не ама разбиравме ништо. па сме мала шака на луѓе, нели што ќе кажеме, и од тие нели од MC клуб, НК клубовите влегоа некој во MC, нели, ама па сме тие и се знаеме и на некој начин заедно нели растевме, да го кажам, така и созревавме. Па да. И затоа може понатака не знам што би се, може ќе има, ама сега за сега сме тие и си се знаеме како сме си почнале, си ја знаеме историјата, нели? И затоа може и функционираме така како што функционираме. И па тоа што на побав начин. правото за млади, ние сме се собирали на мотособир по 1000 луѓе, абе никој со никога не си пререкол. Да, оди на било која прво честни случаи, ама да, има. да. Добро брат. Да, ма че тоа е еден, нели, ама тоа Еден, е два или пијана пет работа, пијана нели, ќе кажем, или работа, дрогирано ама- што се вика, ама Од тоа колку Немало- народ сме се собирале, колку Да. сме се дружиле, тоа не е ни вредно да се спомне. Да. За разлика намо Турбо фолк испаѓаат дискотека, се ти реков се на мафија ги тера на тепање, јужни ветрови и така натаму, мислам, глупо ми е да го гледам тоа. Глупо, смешно ми е уствари, Така. смешно ми е. Така, дефинитивно е така. Јас што Да со не тебе. беше смешно, ќе беше трагично. Да. И најлоше од такво место кој ќе седне на некој спорташ. Ние сме пример за тоа како треба. Да. Ние сме пример. И за тоа, например, кај нас процентов на извозени километри и несреќи е премногу мал, да може да остане така. За разлика од другава категорија кои што километри и несреќиве некако се не е тој убав размер. Да. Така да Ама пак ќе кажам, ние грешиме, нели, што не сме ги доцира, ама нема. Некојаш Кого да едноставно. едуцираш? Да. Како да го едуцираш? Да Да го тепам, немам таква алатка. Лани никој во не ми дал Ресен за имав- право да го тепам. Лани во Ресен имав таква ситуација со моторот. Сега не е битно машко, женско, не двојам тука, за мене бајкер е бајкер, ама нели од другиот пол беше. Сега го измачи моторот и кажувам немој вака, нели, немој така, те гледај ти кај јас што ќе правам. Да. И сега сикаш И осекаш зашо потреба да се објасниш на тоа. Не. Нели твое да кажеш. Спортаж ако те- вози, да, окей, ако поштувам те се, слуша, ама да објасни плюси и така Ама- натаму тоа што знаеш. пробуваш да му да ја кажеш уствари, ајде сега, не ќе пак да зборам Така да да, добро. звучам дискриминаторски, ама Не бе, не дискриминација. Ама во ситуацијата она се погоди таму, нели? Добро. Мада јам и мои другари, нели? Ја у воžња сум се расправил со нив, сум се карал, нели, за да не прават глупости. Пошто и јас сум истиот што Не правел. знам, ја последам возам. Па Немам ја такви. ја морам искуси, прв да ја возам такви- принцип за да ги контролирам да не ми прават глупости. Сива клубот капетан на пас си тера таму напред однека и ја последам возам, ако ми стават у средина, стварно не ми значи да водам колона. Не, бе, не е ради сум ја за водењето. да водам и таму капетан кој ќе ја води, а истиот и нека се кара со нив. Немам во ја принцип такви работи. јас сум тој што кај мене јас се карам, пошто Не, мислам за таа работа, за таа работа клубот ми е подребен, се знае кој е благаник, што прави, секретарот што прави, председателот што прави, капетанот на пат што прави и стварно чим се качам наутро се исклучувам. Сакам кој проспект да се осетам. Кај ќе ми кажа таму седи, вози, дај само нека има дружба, нека има возење, дај колона да биде голема и да возиме, нека вртат километри. кај нас е полошо, нели, ај сега глупо да споминам мојот клуб, ама кај дека не ми е хрватски клубот, нели, па капетанот ми е Па добро. у Хрватска, Па така ти да си ние тука сами се. си, да. Ние сами тука се снаѓаме, не, доаѓаат многу пати со нас, нели, знаеш сам, доаѓаат и луѓе што не ги знаеме, али пријатели ни се, не се член на клуб, ама и неискусен. И Следен. ја или ги ставам позади мене, нели, за да ја да ги контролирам, пошто може многу лесно да се нели испровоцираат да биде поискусниве што знаат да беснеат и да се пушти со него. А ја вака му го сечам патот, не му давам да По мене апсолутно исправно е да возат последни. За напред група да види, само ова група 20 мотора е проблем за сообраќај. Дали коли за притицување, дали тебе те притицуваат, па реално треба да мислиш и на други. Кога имаш нешто што не ти е пробано, позади. По мене. дефинитивно Ако е сакаме така. да зачуваме безбедност. Зошто ради тоа што, например, ние во клуб што се возиме, па луѓево се знаат, еден со друг знаат кој што може да направи, знае кој кај му е местото. Ние имаме индивидуално, зборувам за Кроз ВРС, прекрасни возачи. Али се поштоја правило се вози таму кај што треба да се вози, иако
возат на 30% сила. Мислам дека можат многу побрзо да поминат и се, али секогаш се фокусираме да бидеме на ниво на најслабиот. Сега ме подсети на ова, кога го спомна, кога ви беше журката во хотел Македонија. Многу години. Која е журка последната? Не, некоја од многу години помина, не се сеќавам. Возиме сега и пред наплат на Велес, во десна кривина, како што си не дал Господ, си возиме, нели? Тоаш не беше член на клуб, ама не орска, возиме натака и гледам од страна 3 скутери возат, деца, нели се гледа дека сака да, ама едниот со дупната гума и го гледам. И застануваме на патарина, па имаше сигурно 80 мотори. Никој не застана да го праша дете, нели, а дете озбунето, таков не знае што да прави. 3 мотори беа малечки. И го гледам, од 80 мотори го гледаат, му се смеат, значи го гледам, покажуваат со прст, нели, му се смеат и го викам едно време, дојде мали, шо? Викам, шо ти е со гумата? Ми се дупна. И сега шо правиш? Па сега шо правам? Тргнав, шо да правам? Вика, знаеш колку е од патарина до кај вас? Не е многу, ама си упропасти гума релативно Нема нова. толку таа гума, нема гума. Ајде извадив чеп, му ја напумпав гумата, нели му ја среди све, му ја залепивме, испадна на место една 2 дупки имал. Ајде му викам сега до Велес, до Макпетрол, на влез тука. Ја напумпавме гумата, допумпавме ствари гумата. Дете го пресрекна. И ми вика колку пари треба ти дам. Не треба пари да немаш. Запамтија ситуацијава, нели, она што го правевме претходно малку хуманоста, нели. Не е се во парите или во запамтија ситуацијава, друг пат ќе си научиш како треба да возиш, нели, дека треба спреј. Малиот не ни знаеш дека има спреј, ама малиот не ни знаел дека има постои такво нешто. Како ќе бута спрејот натре и Му викам ќе си купиш друг пат спрејче, нешто ќе си го имаш, ама затоа едуцирај се, нели, ама пак ќе кажам деца беа, ама решиле да дојат на некоја си журка да возат, супер им беше топ. Да знаеш за друг пат, ама и ситуацијава што ти се деси запамтија дека си имал лош момент, се помогнало. Да вратиш на друг, не треба пари да ми даш, нели? Ќе помогнеш, супер. Ако знам дека си помогнал, се случува човек. ама голем дел имало ситуации кај што нели те одминува и онака со смеење, нели? Му се или да не му запали мотор. Знаеш како? Види, Не го разбирам тоа. убавинава на мотоклубови еден од бенефитите што ти ги пружа мотоклубот, нели има врски, ама има и бенефити Така, за да. мотоклубот, е тоа што кај год да ти запре моторот, барем на ниво на Балкан, сигурно имаме некаде на 100 км каде да се јавиме и да дојде некој да не прибере. Да. Па посебно по нас Србија. Таму на секое село не има нива. Ја не добивам дојам дека ја таму сум настрана од Да. од Македонија. Ај тука во Македонија више се знаеме сите, буквално секој мотоклуб, секој човек што вози мотор го знам, ме знае и броеви, не треба чекам некој ми прати број. Исто Србија, а кај год да ти се разјебе моторот, тоа е убаво у клубот, што секогаш имаш поддршка. И не сме се оставиле така. Сме трчале и ние за други луѓе, и цивили и елеци. Па добро, види се, не мора се нели клуб, али да, бајкери, па ќе го кажам општо. Што јас сум имал, да. Сум го видел тоа, друго е клуб. Ќе го спомнам сега Вана, нели, од она, пошто они си имаат посебен клуб, они си имаат свој клуб, они се ендуро, нели, не функционираат како ние што функционираме, ама сум имал 2-3 ситуации кај што сум имал ситуација, нели, ми се уат од Хрватска, вика имаш човек со расипан мотор горе, му се јавам Вана, вака, ја уште не сум му докажал, он више го собрал, му го седел моторот и го испратил на пат. Нели, пошто странец, не, си го има знаењето, нели, ама човекот никош не ми кажал не можам, тешко ми е, нели, скај најде сега, нели, зборам не сега. Моторџе не остава моторџе. Тоа сега тоа ми беше, нели, не пишано правило. Што јас сум имал искуство, нели, на пат, имавме ситуација додека бев во Мотоскопје, у Босна, и на еден од моите му откажува акумулатор. Застанува рендом човек, значи ни моторџија не. Дечки, што е проблемот? Проблем со акумулаторот. Бидете тука. А тој некој механичар да ти бил. Отишол, се враќа, купил нов акумулатор. Не знел половен, нов. Чао, пријатно, толку од мене. Абе пари нели нешто да се частиме, толку од мене, ај чао. Значи, сакал да помогне, се нашол, нели? Тоа е таа хуманост што треба никогаш да не ја забораваме, нели, да тоа што го сака преска да го правиме муабетот. Така е. Значи, не е само, не знам, и журки, и пиење, нели, и седење кафичи, и возење. Ами тоа си окей. И тоа е, да, и тоа. Ама нели, кој ќе видиш, не мораш секогаш да помагаш, не е тема на дискусија тоа.
Треба да се најдеш Ние до сега некојаш. мам сме имале у наша интерна група, таму има мотор, тоа треба да се направи, тоа треба. И знаеш дека тоа ти е за денска приоритет, дека мора тоа да завршиш. Оти секој од нас се гледа у таа ситуација. Да бе, да. Види, па затоа Сам ја не се гледам ако е пекол и аутостоп си ја не оставам се да се. Не може на таа пекол да се зади гуми, му спреот ако не помогне ништо не правим. Аутостоп си ја. Се шалам, не го остани. Бе, знам што јас истото на излез од Скопје имав исто таква ситуација, никој не кеше да застане, па тогаш па ни еден мотор да ме помине. Па сеќаме собра еден човек од гости врз камион не товари, однесу гостија таму го направив, ама саат и пол помина, никој не те ни застанува да те праша. Сум немал, искрено, сум немал. Какви ситуации сум имал. Сум немал такво искуство. Абе, човек ја претходно возе фезер, затоа и знаеш дека не оди ни алат со него, не оди ништо со тој мотор. Тој е нерасиплив мотор на себе. Да. Ја цел Да не чекаме сега темата. возев век, го поминав на фезерот, обично кога Да. купиш друг мотор, Honda, Kawasaki, добиваш му со нели клучеви, сетче нешто. Со фезерот ништо не добиваш. Таму пиштол ти даваат. Не знам, ама со фезерот ништо не добиваш. Фезерот е доставно е. Тоа дачи. Ја возев човек фезери, немаш шала, да, никаков се проблем сеќавам со на моторот. фезерот, 4 реден, 100 коња мотор, 98 коња, колку е, таман си е, ни тварни, ништо. Абе, не можеш Не никош знам, да сум знаеш. немал ја така, Никош не не, можеш се да шалам, знаеш. да. Никош не можеш да знаеш, нели имало ситуации нели со нови мотори, со стари мотори ќе ти издета животно. Не не да знаеш, знаеш, да. не да знаеш. Ама ајде, нека ги крпиме ситуациите. Така да се надевам дека нели нема да се деси ништо лошо, нели ќе си продолжиме како што си тераме, нели и со се што може да се направи да се помогне, нели и тоа. Динамични, прогресивни, чисто нескротливи, а најмногу совесни. Застани на страна на моторџиите. Четврток на Bikers Garage. Во живо од Longplay Rock Bar. Да знаете сите моторчи. Ова е шестата сезона на Bikers Garage. Слушајте не и гледајте не. Горе, на втори во Бисер, во аеродром, утринско кафе, опуштен попладневен муабет, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Возете со моќност. Мотул. Моторни масла и лубриканти. Се движам слободно. Немам потреба од фреквенција. Слушајте bikersgarage.mk. Бидејќи нашево нема крај со муабетењево, а ќе имаме Нема, пак ти кажам, ја пред емисија ни фали само чини, нема толку интернет. Да, и останавме тука, ама не ни даваат ручек тука, дечки од Longplay Top се вика околу ова пијачки веа. Ајде, паќе да падат. Јадење не ни даваат. Малце по малце ќе мора да привршиме. Ти благодарам за учеството. Фала и вас. Се надевам пак нели и се надевам дека ќе допреме до барем до некој што не Секој пат за гледаш да Bikers слуша. Garage и јас се надевам дека ќе допреме да допринесеме сите заедно за едно подобро општество. Така е, би сакал да им се заблагодарам на нашите спонзори нели од Мотул луѓињата и